Цените во маркетите поскапени дури за 25% по мерката, но инфлацијата во иднина ќе остане 3%, тврди министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Според неговата изјава, цените на основните производи во маркетите се зголемени од 3 до 7%, додека за производите како месото и шеќерот покачувањето е помеѓу 10 и 15%. Најмногу е покачувањето цената на овошјето и зеленчукот и растот бележи до 25%. Иако овие покачувања имаат значителен ефект на семените буџети, министерот уверува дека ќе бидат преземени мерки за понатамошно намалување на инфлацијата. И очекувано беше тоа. Основните производи, цените се зголемени од 3 до 7%. Сега го кажувам јас извештајот за месец мај. Да, кај месо, кај тие производи каде што имаат ограничување до 5%, значи зголемување на се цените од 3 до 7. Кај тие производи каде што ограничувањето е до 10%, како на пример месо, шеќер, конзерви и други, да не ги спомнам поред, покачувањето на цените се од 10 до 15% и кај тие производи каде што ограничувањето на цените во текот на мерката беше 15%, таму испања овошје, зеленчук и другите производи, таму имаме покачување на цената од 15 до 25%. Но имаме производи, домашни производи, земјоделски производи кои веќе се прават од нашите производители или веќе е нивното време, а таму имаме намалување на цена од 20 до 100%. Во месец март беше инфлацијата 3,2 или 3 нешто. Тука што за нас е во стабилна состојба, ќе направиме напори, ќе работиме во наредниот период до крајот на годината да стигне максимум до 3% инфлацијата, а што се однесува Во следните денови се очекува да пристигне извештајот и за месец јуни, рече Дурмиши, а се чека да бидат издадени податоците на Државниот завод за статистика. Потенцираше дека кога ќе се споредат обете податоци, ќе може да се каже за месец јуни, додава тој. Во наредните денови чекаме извештај да ни стигне и за месец јуни и чекаме да ги извади податоците и Државен завод за статистика. Кога ќе ги споиме од двете страни податоците, ќе анализираме како е однесувањето од страна на трговците, производителите и дистрибутерите. Тоа што сум го кажал многу пати, ќе го кажам пак, дека ако имаме девијатно однесување или ако се случува да имаме енормно зголемување на цените, надвор од ова што е во месец мај, пошто во тој месец ценивме дека според нашите податоци, според информациите што ги имаме, дека е во стабилна состојба и цените на храна пијалоци и цените на другите производи што ги трошат домаќинството или семејството. Ако имаме енормно зголемување, ќе одиме со поригорозни мерки. Или ќе одиме со помал процент на ограничување, или ќе ги опфатиме скоро сите производи. Кога ќе ги земеме податоците, исто како што излегов пред јавноста за месец мај, исто така ќе излеземе и за месец јуни. Доколку има девијантно однесување и енормно зголемување на цените, министерот Дурмиши беше согласен дека ќе има ригорозни мерки. Или ќе се оди со помал процент на ограничување, или ќе бидат опфатени сите производи.